Ударни флугместански вести. Војната во Флугместан започна. Имаме сега еден војник што ќе кажи за фронтот. Здраво, јас сум Флуглин војвода. И сега, јас бев на војната, на војниот фронт. Што сакате да знаете? Како беше таму бомбикови паѓе, Па, не беше добро. Мислам, не знам од кај бегаја. Мислам дека никој бе не видовме противници, но да, од кај нас идеја бомбите, ама падна на нас, за жал. И сега многу од моите комради умреа. Премивте ли гробој за нив? Не, а ние со факултети не кажаа дека гробој не се скапи. И сега немојме ние да ги правиме, пошто ние сме сите, паките сме бездомници, немаме работа, ние сме само во вајскава, онака, не задоја. Ама ние сакаме да се бориме за оваа држава, ние многу сакаме. И во масовен гроб ќе ве редат, Па, не знам, мислам дека веќе копете на голема шупа онаму наполено. Мислам наполено дека ги закофет моите комради. Ама, јас ќе одам таму со цвекиња за сите, пошто тие многу се мили во мојата душа, посебно Флусина. Жени имаше на фронтот? Да, и кутесто неколку жени задоја. Мислам дека има Дауно синдром. Сега, не знам, ама имаше една Флуксина се викаше. Таа на икутесто многу лоше помина, но таа беше најубавата жена што сум ја видел во животов. Како личеше? Ба, таа имаше шишки, многу мрсна коса имаше. Неколку влакна само мислам дека имаше, многу ретка коса, ама тоа мене ми се свигат. Исто така, очите и беа многу раздалечени едното со другото. Мислам дека за малце ќе стигна до ушите. Сега, носот ти беше многу голем, како на африканец, и бузите, за бузите да не ни зборувам. Леле, не знам со што се имаше фатено. Нешто имаше вчапано, 100%. Доволно е дебилов да гледаме. Ајде, одјавуваме. Што е дебил? Многу добро нешо. Фала ти. Океј, одјавуваме. Чао! Тоа беше појако.